утре по повод денот на жената, сите припаднички на понежниот пол ќе можат бесплатно да паркираат на паркиралиштата во центар. Останете на оваа фреквенција, следуваат урбаните вести. Со представата Женско царство започнува со работа театарот Пампур во Ѓорче. Обуки за невработен квалификуван кадар од областа на текстилната индустрија во општина Илинден. Продолжува гасификацијата на јавните објекти во градот. Гоце Делчев ќе се бори за градоначалничко место во Газибаба. Тони Трајковски поставува штедливи светилки. Со премиерна изведба на представата Женско царство од утре официјално почнува со работа театарот Пампур во општина Ѓорче Петров. На сцената на овој ново формиран театар ќе глумат познати актерски имиња, како Шенка Колозова, Гоце Тодоровски, Владо Дојчиновски и уште многу други. А ќе се изведуваат и детски представи и стендап комедии. Ивана Митковска. Културниот живот во општината Ѓорче Петров се збогатува со премиерна изведба на представата Женско царство. Од утре официјално почнува со работа театарот Пампур во општината Ѓорче Петров. Ново формираниот театар ќе действува во склоп на Центарот за култура во Ѓорче со капацитет до 220 посетители. Името на театарот е инспирирано од малото вовче Пампурче, кој е најпрепознатлив белег на општината Ѓорче Петров. На 8 март, вечерта со почеток во 19 часот, започнува првата премиера, премиерно издание не само на театарот, туку и на представата Женско царство, една прекрасна комедија со етно содржини, значи изведена е комедијата од една народна приказна. На сцената на овој новоформиран театар ќе глумат познати актерски имиња како Шенка Колозова, Гоце Тодоровски, Владо Дојчиновски, Александар Микич и уште многу други, а ќе се изведуваат и детски представи и стендап комедии. На репертоарот на театарот Пампур на 18 овој месец ќе се прикажува детската представа и Триот и лукавиот, а посетителите ќе имаат можност да уживаат и во стендап комедијата на Никола Тодоров, која премиерно ќе биде изведена на 21 март. Познатиот актер Гоце Тодоровски изјави дека за културата нема рецесија и дека му е драго што на територијата на Скопје започнува да работи уште еден театар. Желба ни е да заживее на малце повисоко културно ниво на селбата Ѓорче Петров. Ке се трудиме колку што можеме, самите наши имиња тука што сме во екипата го гарантираат тоа дека овој театар ќе успее и се надеваме дека долго ќе трае. Не играм прв пат, имам играни во македонските приказни со овие големи имиња, а инаку утре е премиера, да и прв пат ќе настапувам на големата сцена во овој новоотворен театар. Представата Женско царство на еден комичен начин прикажува што се случува кога власта ја имаат жените, а се реализира во чест на Денот на жената 8 март. Тоа е едно женско царство, каде што власта ја имаат жените. Главната полука на представата е тоа што човек која ќе ја земе власта заборава на тоа што било претходно и го губи умот. Представата се прикажува утре со почеток во 19 часот, а влезниците се продаваат по цена од 100 денари. Во соработка со холандската фабрика за работна и заштитна облека Vipitex Македонија, општина Илинден организира обука за невработени квалификувани лица во областа на текстилната индустрија. Од Vipitex информираат дека ќе имаат потреба од работници со искуство во областа кои што веднаш ќе почнат со работа во погон. Се планираат 180 нови вработувања. Андријана Димитриевска. Холандската фабрика за работна и заштитна облека Vipitex Македонија во соработка со општина Илинден денеска организира обука за невработени лица која се одржа во модуларното училиште на општината. Со ваквите обуки продолжува континуитетот за изнаоѓање начини за намалување на невработеноста. Целта на ваквите обуки е да им се помогне на младите невработени да ги зголемат можностите за вработување. Денес имаме поддршка од компанијата Vipitex Македонија, холандска компанија, која што е во завршна фаза на изградба на
објектот, на погонот за производство. И денес веќе треба да се разговара со невработени лица од општина Илинден, исто така и вработени лица кои што се во текстилната индустрија со искуство, кадри кои што ќе треба да влезат во новата компанија, кои што ќе треба да дадат силна поддршка за отпочнување на процесот на производство и во намалување на невработеноста во општина Илинден. За почеток, како што информираат од Випитекс, ќе имаат потреба од работници со искуство во оваа област, кои што веднаш по изборот и обуката ќе можат да стартуваат со работа во производствените погони. Фабриката Випитекс, која започна да се гради кон крајот на септември минатата година, се подготвува да почне со производство на 1 јуни годинава, со што бизнис семејството на општина Илинден ќе биде зголемено со уште еден член. Випитекс на стартот отвара можност за 100 нови работни места, кои до крајот на проектот треба да се зголемат за уште 80 нови вработувања. Планот е да започнеме со производство во почетокот на јуни оваа година со 30 вработени и до крајот на 2013 година, како ќе одиме по планот, таа бројка да достигне 100 вработени. Випитекс е 110-тиот инвеститор во една од 9 економски зони во општина Илинден. Стартот со работата на оваа компанија ќе значи продолжување на трендот за намалување на стапката на невработеноста во општината, која што последните 2 години е намалена од 32 на 21%. Ваквите обуки на невработени лица, какви што досега одржаа и представниците на Джонсон Мети, ПКБСко и Балканската млекара Суташ, ќе продолжат и во иднина, со цел да им се помогне на младите невработени лица да ги зголемат можностите за вработување. Утре на полнок завршува дополнителниот рок за поднесување кандидатури за советници и градоначалници, што во саботата го изгласаа Собранието на Република Македонија, откако власта и опозицијата постигнаа договор за надминување на политичките несогласувања. Од најголемата опозицијска партија СДСМ најавија дека до завршување на рокот ќе поднесат кандидатури за локалните избори. За поголем дел од општините веќе се познати имињата на кандидатите за градоначалници од СДСМ и од коалицијата Сојуз на иднината. А во завршна фаза се изготвувањето на советничките листи. Неколку партиски општински организации синоќа веќе ги потврдиле советничките листи. Либералната партија ќе поднесе своји листи за советници и за неколку градоначалници. Либералите ќе поддржат и неколку градоначалници кои не се од нивните редови. Промоција на кандидатите најавуваа за сабота. Државната изборна комисија го адаптираше роковникот за работа согласно продолжувањето на роковите за доставување кандидатури. Се очекува во недела да се изврши дополнителното ждребување, пошто дефинитивно ќе се знаат редните броеви на листите за гласање. Како што претходно појаснија од ДИК, нема да се врши повторно ждребување за редоследот на кандидатите за кои веќе е извршено по првичниот рок 16 февруари. Туку тоа ќе се направи само за кандидатите до 8 март на полноќ. Кандидатот за градоначалник на град Скопје Гоце Трајановски најави продолжување на гасификација на училиштата во градот, а дел од изборната програма на градот е и гасификација на домаќинствата. Трајановски со својата програма за изборите засега се бори против Беким Фазлиу од ДПА и Артан Груби од ДУИ. Градот Скопје продолжува со гасификација на објектите, но пред се во училиштата кои се во надлежност на градот. Ке се продолжи со гасификација на училиштата Арсени Јовков и Зефјуш Марку, а минатата година беа гасифицирани средните училишта Ѓорги Димитров и Здравко Цветковски. Според првичните резултати, заштедата на финансиските средства во овие две училишта е голема. Инвестицијата за гасификација на следните две училишта ќе чини околу 8,5 милиони денари. Заштедата на топлинската енергија од финансиски аспект ќе биде од 45 до 50%. Трајановски истакна дека дел од неговата изборна програма е и гасификација на домаќинствата. Приоритет ќе имаат оние делови од градот каде нема загревање со топлинска енергија. Не е само училиштата и тоест објектите кои се во надлежност на градот Скопје, исто така ние како град Скопје сме ставиле во нашата изборна програма дека ќе почнеме и со гасификација на домаќинствата. Нормално приоритет имаат оние делови од градот Скопје кај што нема загревање со топлинска енергија, со од аспект со парно грејење. Тие ќе имаат приоритет, бие ќе пројавија и најголем интерес. Трајановски истакна дека објавен е еден оглас до компаниите кои сметаат дека може да учествуваат и да стопанисуваат со гасификацијата на град Скопје, бидејќи сето тоа планираат да го направат со јавно-приватно партнерство.
Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од опозицијскиот сојуз на еднината Андреј Петров најавува изградба на рекреативен парк за конјички спортови и враќање на уникатниот задолжителен час по пливање во базенот Карпош. Локацијата за паркот е веќе урбанистички дефинирана во рамките на градскиот парк, во неговиот заден дел, а рокот за изградба е 2014-2015 година, а моделот за реализација е јавно-приватно партнерство. Во неговата програма повторно ќе се врати уникатниот задолжителен час по пливање во базенот Карпош и тоа ќе се направи со плаќање на сите трошоци од страна на општината. Стефчо Акимовски пак денеска истакна дека ќе се залага за гасификација во општина Карпош. Тој го образложи планот за приклучување кон дистрибутивната мрежа која ќе биде воспоставена на територијата на локалната самоуправа. Прве ќе бидат снабдени населбите Тафталиџе 1 и Тафталиџе 2 и дел од Козле. Приклучувањето на гасоводната мрежа за граѓаните ќе биде бесплатно и сето тоа ќе биде покриено од буџетот на општина Карпош, а трошоците за затоплување и за електрична енергија по секоја стамбена единица ќе паднат до 50%. Куновска на вчерашниот митинг во Нерези на граѓаните им се обрати со проектите кои планира да ги реализира за жителите на Нерези и потенцираше дека ќе се подобри и проложи соработката со град Скопје и централната власт. Исто така и министерот Ставревски, кој беше присутен на митингот, ги информираше жителите дека од понеделник ќе добијат долго посекуваната автобуска линија која сообраќа до Горно Нерези. Гоце Делчев, кандидатот за градоначалник на општина Газибаба, до вербата ја побара со асфалтирање на улици и воведување на канализациона мрежа. Додека пак актуелниот градоначалник Тони Трајковски најави поставување на енергетско ефикасно улично осветлување. Елизабета Дамјановска. Кандидатот за градоначалник на општина Газибаба од редовите на Социјалдемократската унија, Гоце Делчев, денеска ја објави изборната кампања. До вербата на граѓаните тој ја побара советување за асфалтирани улици, водоводна и канализациона мрежа, како и побрзо и поефикасно работење на општинската администрација. Ветувам дека конечно во Газибаба ќе почне да се градат, но и завршуваат улици, тротоари, канализација, водоводни и одводни мрежи, мостови, надвозници, детски градинки, пазари, спортски објекти и цели населби за живење од семени куќи и станови. И за крај, јас не само што вето, доколку ја добијам вашата поддршка, ќе видите дека ветеното и ќе го изреализирам. Актуелниот градоначалник на општина Газибаба Тони Трајковски денеска ја објасни потребата од замената на уличното осветлување и поставувањето на штедливи светилки. Според зборовите на Трајковски, корист од овој проект на општината ќе имаат сите граѓани, а за штедата се очекува да биде приближно 300.000 евра. Наредната година проектот за енергетска ефикасност ќе продолжи и во основните училишта и во градинките, додаде Трајковски. Реализацијата на проектот оди во две фази. Првата фаза ја завршивме, вкупна замена имаме на околу 7400 сијалици, досега се заменија околу 6800 сијалици. Значи најголем дел, преку 90% од проектот е завршен, не останува уште еден помал дел и во следната фаза ќе продолжиме со инсталирање на вакви светилки онаму каде што немаше, односно до изградба на уличното осветлување, така да ние некаде за месец и пол планираме комплетно проектот да биде завршен. Поројните дождови кои изминатиот период ја зафатија Македонија не направија никаква штета и поплави на територијата на општина Газибаба, благодарение на квалитетната и редовно одржувана каналска мрежа, посочи Тони Трајковски. Значи денеска направивме посета на каналската мрежа заедно со представници од јавното претпријатие Скопско поле. Мислам дека во изминатиот период што имавме заедничката активност со ова јавно претпријатие вроди со плод. Еве во овој дел од годината, иако имаме обилни врнежи, во општина Газибаба немаме населено место кое што е опфатено со поплави или повисоки подземни води. Како резултат, како што напоменав, на активноста што имавме изминатите 4 години. Ново основно училиште ќе се гради во општина Центар во населбата Капиштец во близина на Агенцијата за вработување. За ова денеска информира министерот за образование и наука Панче Кралев и градоначалникот на општина Центар Владимир Тодорович. Тој информираше дека се очекува до крајот на годината или на почетокот на следната година да почне да се гради ова ново училиште. И додаде дека овој проект општина Центар ќе го реализира во координација со Министерството за образование и наука. Според моменталните проценки се очекува новото училиште да има капацитет за околу 700 ученици, но постои простор тој број да се зголеми.
Додека пак Андреј Жерновски најави целосна гасификација на центар и урбанизација на општината. На самиот почеток на првите седници на Советот ќе се формира јавно предпријатие Центар Газ и таа гасификација ќе се одвива во две фази. Прво ќе бидат гасифицирани најголемите потрошувачи во општина Центар, а тоа се болниците и училиштата, а потоа ќе бидат и стамбените колективни згради. Тој најави комплетно уредување на паркот во Капиштец и изградба на нова градинка за граѓаните на населбата Капиштец и ново основно училиште. Кој се дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје гледате во приложение. Детскиот културен центар Карпош по повод Меѓународниот ден на жената организира годишен фолклорен концерт "Играм и пеам за мојата мајка". На концертот, што се одржува во универзалната сала, учествуваат над 300 деца, членови на фолклорната секција на Детскиот културен центар Карпош, на возраст од 5 до 19 години. Представата Греф или Шприцер од Сашко Насе во режија на Дејан Дамјановски се изведува вечерва од 20 часот во Драмскиот театар. На сцената на Македонскиот народен театар од 20 часот се изведува представата Животот на Молиер од Михаил Булгаков во режија на Александар Поповски. Во театарот за деца и младинци вечерва се изведува представата Волшебната флејта. Театарот со оваа представа уште еднаш потврдува дека е храм во кој детскиот сон, желби и безгрижност се најбитни и најпосекувани и треба да постојат. Оваа филмска недела на кинорепертоарот на Синеплекс се вброја и 4 нови актуелни филмови. Станува збор за филмовите Волшебникот од Оз, новиот филм на Стивен Спилберг Линколн, Гангстерски одред и комедијата Филм 43. Еве што следува понатаму во вестите. Спорт. Ракометарите на Металург го победија Брест Мешков со 28:26. Актуел. Ќе се снима филм за детективката Агата Кристи. Ракометарите на Металург го победија Брест Мешков со 28:26 и се пласираа на Final Four турнирот во СЕХА лигата кој ќе се одигра во Скопје. Спортските вести ги гледате веднаш по рекламите.